на една тема која што се надевам дека ќе го задржам вашето внимание. Ќе ги повикаме родителите, бабите, дедовците, учителите, наставниците, доколку сега не слушаат и не гледаат пред да заминат во нивните обврски дневни во училиште. Тука се разбира и средношколците. Би сакала да разговараме на теми кои што најмногу ги загрижуваат младите. А дел од тие теми кои што ги загрижуваат младите се лоцирани од страна на Меѓаши, детската амбасада, преку телефонската линија Ало Бушавко 070 390 632, која што евидентираше како проблем кај децата, освен вознемиреност, да се пријави тага, врсничко насилство, но и љубовни маки. Еве што се ги загрижува младите, како ние од страна, кој што веќе ве повикав да го задржам вашето внимание, можеме да влијаеме за овие нешта да се намалат и се разбира малце повеќе да се зборува за другарство во денешно време, наспроти сите овие нешта кои што го земаат приматот. Разговараме со Даниел Смилков, абсолвент по психологија, но и волонтер во Меѓаши делот Ало Бушавко. Да, така е. Добро утро. Така, добро утро, да. И се извинам да ја најавиме и Гордана Блажевска-Спиридонова, училишен психолог, соработник на Меѓаши. Добро утро. Добро утро. И на двајцата ви благодарам што сте тука и би сакала да разговараме отворено. Би сакала да ги кажеме отворено проблемите, но и според вашето искуство досега да дадеме некој совет како можеме да влијаеме позитивно и да намалиме се она што се издвојува како проблем над другарството. Даниел, со тебе ќе започнеме. Колку досега телефонски повици регистрираше Ало Бушавко? Па годинава, конкретно за изминатава 2022 година, вкупно се регистрирани 357 случаеви, преку кои што се опфатени конкретно 450 деца, додека како деца јавувачи кои што директно се јавиле на самата линија се 28 и 28 деца на кои што им требало помош воопшто не е мала бројка. Испоредбено со бројките во минатото, во изминатите неколку години, доживуваме и воочен пораст на бројките. Веруваме дека ова е така поради големиот број на активности кои што ние како прва детска амбасада ги спроведуваме. А делот Сакате да кажете дека се истакнувате како некој кој што пружа помош и место каде што може да се обратат. Да, исто така одиме во училиштата каде што спроведуваме на различни кампањи. Една од тие кампањи беше за промовирање на детските права. Ја спроведовме не само во Скопје, туку и во другите градови како Битола, Прилеп, Струга, Дебар, Гостевар, Штип. Ја спроведувавме и на македонски, на албански јазик, а исто така поради нели тоа што младиве веќе не комуницираат само на СОС линија, туку и на порака многу почесто, затоа ја лансиравме и платформата alobushavko.mk, каде што младите може да ни се обратат преку чет порака. Возраста на младите 28 рековте, така? Да. Која е возраст од прилика вака? Најчесто возраста е од 7 до 9 години, но ни се јавувале и тинејџери во последно време и не секогаш сакаат да споделат некој проблем или дилема, понекогаш едноставно сакаат да бидат слушнати. Сакаат да споделат некоја информација која што можеби не се чувствуваат удобно да ја споделат дома или во училиште. Ќе се навратиме за проблемите и начинот на кој што ги соопштуваат маќите. Со вас, Гордана, колку е добро што постои ваква можност како Ало Бушавко телефонска линија во кој што ќе може да се обратат младите? Како заедница, мислам дека треба да обезбедиме бројни сервиси каде што децата може да се обратат, поаѓа од различноста на личноста и темпераментот на децата, оттаму и каде ќе се почувствуваат слободни да се обратат. Ние се уште како заедница немаме баш навистина правилен став кон менталната хигиена.
на граѓанинот и на граѓанството, за да имаме правилен став кон барање на помош и грижа за себе. Така да, сега ако разговараме со нив на оваа тема, ќе ги попречи срам, ќе ги попречи страв, ќе ги попречи негативна слика, можност за градење на негативна слика ако побараат помош од некој, и тоа што се, да речеме, табуирани оние структури во населението и меѓу професионалците кои токму работат да се грижат за менталното здравје и за добро состојбата, да речеме, на младото човече или на, да речеме, возрастните. Така да ние, велам, воа можеме да бидеме вклучени сите, праќајќи и родителот, и бабата, и наставничката, праќајќи, значи, креирајќи на позитивен став кон структурите кои може да обезбедат помош и поддршка и на тој начин да се чувствува послободно, еве, и младото дете да се обрати за се што... А јас верувам дека секоја младо дете во одреден момент има некоја дилема, има некоја грижа, се наоѓаат во период кога имаат сериозни развојни предизвици задачи за совладување, а и времето е сложено и комплексно, стресно и сигурно во одреден момент, да, добро е да има можност за разговор, можност да го сослуша, можност да му одвои време, па и еве да поразговара, да се зголеми свесноста и да си наоѓа решение во себе да гради само поддршка. Сметате дека главен фактор за потикнување на младите да со слобода ти да зборуваат за проблемите можеби е обкружувањето, другарите, наставниците, родителите дома, да ја срушат стигмата дека ако нешто пречи и нешто не е во ред, дека треба да остане во него, длабоко во него. Ние сме се уште народ со, повеќе ќе кажам, традиција да ги скриеме работите, подпикнеме некаде, наместо отворено да зборуваме за нив, да имаме подобро е да тежнееме, да градиме став дека вложувам во себе и тоа е одлично, тоа е добро, тоа е препорачливо, работам на себе и да барам начини и ресурси во средината каде тоа можам да го најдам. Меѓутоа, измешано ни е се уште, значи се праќаат многу различни пораки. Знае и наставникот да прати можеби спротивна порака и родителот, така да мора да се промовира и да се градат програми, да се дистрибуираат до населението, да се дистрибуираат и до населението и до професионалците, за да се градат соодветни пристап и сваќање кон барањето на помош и поддршка во одреден момент кога е потребна. Една народна вели дека е многу полесно да си ја кажеш маката на непознат човек, отколку на некој кој што ти е близок до тебе, на другарите, пријателите, семејството, можеби од се ова подлабоко како се види од стравото до осуда. Можеби е така, но еве Даниел ќе ни кажеш кои се маките кои што ги пријавуваат? Кој е начинот на кој што се ослободуваат да кажат и да раскажат? Големиот број на приказни истории од младите и децата кои што се јавуваат на SOS линијата Ало Бушевка, најчесто опфаќаат теми за емоционална вознемиреност, гнев, нарушена анксиозност, дури прекрашување на нивните права. Како, например, што тука да речеме? Многу често, едноставно, децата можеби не се целосно свесни дека тоа е нивно право, но кога ќе биде прекршено, особено во училиште, или едноставно кога сакаат да кажат нешто, кога сакаат да бидат слушнати, а тоа го немаат поради наметнувањата што од социјалните мрежи, што од училиштата, од оние посилните, би рекол, посилните деца кои што се наметнуваат, затоа го кажав со наводници, апсолутно. И проблемот е тоа што децата тоа го препознаваат, но не знаат на кој начин да реагираат. Бидејќи во училиштата тоа за жал не се работи доволно и особено исто така се повредуваат при бракоразводните постапки, доживуваат стрес, вознемиреност и ова се само дел од причините кои што и како влијаат врз нарушување на нивното ментално здравје. Прочитав и љубовни маки. Кои се тие љубовни маки кои што ги пријавуваат, ги оставаат, не им е возвратена љубовта, ги оставил дечкото, девојката? Многу често, особено од деца кои што се на 9 или 7, тука од 7 до 9 годишна возраст, искажуваат особено за симпатии, кога некој ми се допаѓа, но не ми возвраќа? Да, кога некоја нивна другарка најчесто го сакалат, нивниот симпатија им го зела симпатијата, па не знаат како да реагираат, и тога бараат помош како да си го земаат симпатијата назад, како да си го вратат.
Ова е интересно, кој им дава совети од другата страна? Од другата страна, секогаш тука се лицата волонтерите кои што дежураат, и секако тука се психолозите кои што имаат соодветно образование, кои што имаат и соодветен начин да помогнат во вакви ситуации. Она што навистина загрижува е дека врсничкото населство некако постојано се издвојува, го зема приматот над другарството. Многу се зборува за тој училишен булинг, ама не е ни само и во училиште, ако погледнеме подлабоко, тој уште можеби почнува и во предучилишната возраст, но тогаш ретко кој го перцепира како таков, нели, помали се децава. Што се превзема во такви случаи? Некој кога ќе се јави и кој што има постојано таков проблем, се работи или дополнително со тој случај? Се гледали подлабоко да се контактираат можеби родители, како постапувате? Не знам, ајде еве и со двајцата на истата тема. Навистина е конзистентен проблем кој редовно се случува. Децата некако и мене ми е фасцинантно. Кај нас во Никола Карев години наназад реализираме бројни превентивни активности, работилници со децата во прва година, апсолутно со секое дете во прва година, во паралелките, и тие многу коректно разговараат, ги препознаваат формите, ја препознаваат штетноста, ја препознаваат влијанието на менталното здравје, препознаваат како си го прават за тоа, го говорат и потоа штом ќе заврши ова структурирана дискусија и разговор, се враќаат во старата динамика и начин на кој се ги воспоставуваат односите. Умеат овие односи лошо да ги воспостават уште во градинка, продолжуваат во основното образование и премногу често, за жал, се децата препуштани на себе самите да се ги уредуваат овие односи, со сето неискуство и незнаење и со сите, да кажеме, некои карактеристики на човековата природа, да сме склони и кон агресивност, и кон хостилност, и кон градење на непријателство. Повеќе, да видите како фасцинатно они зборуваат, зашто е повеќе присутно коментирањето, хејтањето, роустањето како начин на комуникација, дека е добро да по-фраерски е да умееш некого да го затнеш во разговор, да му вратиш со навреда, подобро, тоа е добро да се справиш со тој дел, него да дадеш комплимент и да дадеш поддршка за било што тие комуницираат. Некако како повеќе да се стимулираат негативните начини на однесување, бидејќи тие повеќе се вреднуваат, отколку другарството, пријателството, начините на одржувањето на пријателството, и ако ова возрасен не се инволвира во овие односи, ги насочи децата, и тоа упорно им зборува на едно репрограмирање на начинот на размислување, децата ќе си го прават своето и ќе ги одржуваат овие односи. Апсолутно ќе смета дека така е нормално. И дека, не знам, она под наводници ќе зајакне. Па зарем тоа е начинот на кој што треба да зајакне? Зарем околината не треба да има влијание врз начинот на кој што може и да кажеш исто слободно своje мислење. Даниел, ќе зајакне детето? Ние во вакви ситуации продолжуваме да бидеме во контакт и со детето, и со родителите, и со училиштето каде што оди детето. Постојат ситуации каде што ние подлабоко се навлегува во самиот Да, подлабоко се навлегува, и постојат ситуации каде што ние сме во контакт со одредени лица веќе можеби година дена. Јас сум волонтер година дена и можам да кажам дека постојано има напредок поради тоа што ние не сме сами, тука соработуваме со тимот за итни интервенции, тука и народниот правобранител. Постојано бараме кое е најдоброто решение, која е институцијата која што можеби и е најсоодветна да го реши проблемот, бидејќи многу ретко, речиси никогаш проблемот не е детето. Постојано проблемот е ситуацијата, средината, околината. И можам да кажам дека годинава, за изминатата година всушност, на второ место е насилството како проблем, додека менталното здравје е на првото место. Тоа е тоа што ги гледам јас податоците, навистина загрижуваат затоа што некако проблемот останува и некако се зима едно скалило погоре постојано. Ако велиме дека го лоцираме проблемот во општеството, ајде сега да ја погледнеме општествената слика во која што живееме. Надминавме пандемија, некако се вративме во нормала, сега се дојавите за бомби, кои што навистина вознемируваат од предшколска возраст до средно образование. Сите можни институции, веќе не знам кој не е засегнат во истото. Вознемирени не децата од најмала возраст, туку и возрастните. И сега во целото во општество во кое што живееме и ова влијание, како
да го минимизираме насилството, врсничкото насилство, нетолеранцијата меѓу децата, овие проблеми кои што постојано се пријавуваат, освен булингот за кој што постојано зборуваме, нели, имаме тука и други како поблаги, не знам, форми, ги лоциравме, ајде, љубовните мајки, вознемиреноста и така натаму. Како да алудираме ние на сето тоа да повеќе се зборува за другарството, да се ова влие позитивно, да се зацврстат другарските врски, наместо уште повеќе да се размиша. Различни возрастни личности може да имаат различна улога и влијание, меѓутоа добро е тоа влијание да е организирано, да е структурирано, да е систематско, да имаме ние плани процедури кои ќе ти ги олеснат чекорите кои треба да ги превземеш, кои ќе ти овозможат полесно да се справиш, да се снајдеш во новата ситуација, бидејќи на возрастиот му треба да се снајде во оваа нова ситуација. За многу кратко време, во рок од 3 години, ни се случува толку многу промени, умот не може да ги асимилира и соодветно вгради, инкорпорира во собствената концептуализација на светот и на животот толку брзо. Има потреба да си ги објасни, има потреба да проживее искуства, за да може да го вгради во собственото искуство и да ги смести во на правилни места и да може потоа да носи брзи одлуки, брзи проценки и да може соодветно долготрајно на долготрајни патеки да делува. Така да верувам дека има обврска државата и сервисите на државата, институциите на државата да им помага на лицата кои се во директен контакт со децата. Дали тоа ние недоволно вложуваме, да речеме, во јакнањето на родителството на нашето граѓанство и во сознанието на младите родители како да ги раснат и да ги воспитуваат своите деца, како самите првен да се преиспитат каков родител сакам да бидам, каде сакам да го носам моето дете, како да влијам на моето дете, бидејќи премногу се променива начините на живење и родителот веќе не знае која постапка е добра, дали да го воспитува да биде поддржувачко или да умее да се брани, бидејќи не знае на што ќе биде изложено неговото дете и не може да ги контролира условите. Значи, потребно е да се вложува свесно и намерно со национални стратегии на ова ниво. Потоа потребно е да се вложува во оние структури, еве наставниците и стручните соработници, за да може посоодветно во секоја конкретна постапка однапред да знае, а не да мора да мисли па да се збуни, па да пропушти многу важни работи, бидејќи тоа кај децата многу брзо се случува. Ако една работа, затоа велам, еден од главните одговори е реактивност. Кога ќе се случи ситуацијата, веднаш да се реагира. Да си ги постави прашањата и самата возрастна личност, си ги постави прашањата во воспитувачката што е во градинка. Ако децата и се гризат, и се туркаат, и се шлапкаат, се плукаат меѓу себе, не е тоа нормално дека растат сега па Они се склони на тоа однесување, ама ние ќе ги насочуваме, ќе ги истакнуваме позитивните вредности, што е добро во пријателството, како се гради пријателството, како се одржува пријателството, да може тоа истиот концепт на размислување да го продолжи во наставничката, учителката во основно образование, да може наставничката и стручниот соработник веќе на повисоко концептуално ниво да го говори тоа со еден средношколец кој има други предизвици во рамки на одржувањето на пријателските односи, партнерските, љубовните односи. Сакате да кажете, ако се работи од најмала возраст, ќе вроди со плод кога и најмногу можеби се случуваат турбуленции кај средношколците. Треба да полесно ќе биде справување. Да сме свесни за таа проодност низ образовниот систем, меѓутоа и сите компоненти што го чинат образовниот систем, бидејќи детето не влегува само како дете кое ние ставаме информации во неговото главче, него влегува како личност. Така да ние таа личност, ако не ја препознаеме, а треба да ја препознаеме, исклучително е тешко индивидуализираниот пристап, бидејќи е најлесно, нив не има воопшто лесно ни да работат на целите кои секако ги имаат во рамки на програмите да ги реализираат, да речеме, наставниците. Меѓутоа, тоа е личност и колку ние можеме да го препознаеме како личност, полесно детето го се справува со стресот на образовниот процес кој го носи, на новините и задачите во својата возраст и оттаму полесно ќе ги асимилира. Даниел?
Многу баво кажано. Ние исто така пробуваме на дадовте тој начин препораки, да чинам дека и после Ало Бушав, дадовме кои дадовте препораки и до училиштата, до родителите, алудиравте буквално до сите дел од препораките. Да, бидејќи детето едноставно не се одделува никогаш од социјалната средина, секогаш се наоѓа и ќе се наоѓа во одредена социјална средина и токму од самата средина зависи како детето како ќе расте и како ќе се развива. Ние действуваме на начин со спроведување на работилници, спроведување на кампањи, што за ментално здравје, што за во однос на насилството и за јакнување на другарството, и веруваме дека на тој начин можеме да влијаеме со тоа што децата ќе станат свесни, ќе знаат на кој начин едноставно да си го подобрат, да ги подобрат овие работи, бидејќи сепак ова е и во нивни раце. Тие не се колку да се мали, како што кај нас се вели дека се мали, дека не може да действуваат, сепак не е така. Апсолутно дека не е така. Ви благодарам на разговорот. Благодарам што ја постигнав целта дека алудиравме малку повеќе на општеството, обкружувањето, родителите, ги споменавме наставниците, споменавме институциите, дека всушност тие се тие кои треба да ја направат таа некоја балансирана средина, да не толку влијаат на дворешните фактори. А се чини дека некако споро оди сето тоа, особено со тоа дека сите информации кои што стигаат некако влијаат и на децата, не само тука кај нас, туку и во светот, и војната што се случува во Украина, чинам дека и тоа допре до нив и дека апсолутно нема информација која што некако не влијае на децата. Нека наоѓаат начини да разговараат со децата. Бидејќи ако ние не разговараме со децата како поискусни и кои имаме обврска да имаме правилен став кон нештото, да го разградиме првен во себе си, детето ќе си помисли се и се што. И ќе се води според тие размислувања и увиди кои може би ги има, бидејќи му недостига искуство, тие увиди може да бидат погрешни, а врз основа на тие увиди ќе носи одлуки и оттаму ќе влијае и во средината. Така да, еве ќе кажам, со секое вложување во детето, вложуваме во здравието на заедницата. Тие се утрешни и дни граѓани. Така да треба ова сериозно и одговорно да го разбираме. Добро, починавме од никаде, напорно се работи, меѓаш работат во сите можни аспекти, не само лоцираат проблем, туку наоѓаат и решение, и се надевам дека институциите дополнително ќе поддржат, па ќе имаме исчекори напред. Благодарам. И на вас. Поздрав до вашите гледачи.